30 гостиварци ги потпишаа договорите за субвенционирано вработување преку мерките на владата за намалување на невработеноста. Со тоа го решија својот најголем проблем – обезбедувањето на работно место. Придонесите и платите во период од 6 месеци ќе ги плаќа Агенцијата за вработување, а работодавачот потоа е должен да ги задржи уште 1 година на работа. Во Центарот за вработување во Гостивар денес беа потпишани договорите и за другите владини мерки. Меркава субвенционирање вработување во Центар за вработување Гостивар, тоа право го добиле 28 лица кои ќе бидат вработени и Агенцијава за вработување ќе им додели плата и придонеси за 6 месеци со услов да предпријатието да ги задржат на работа уште 12 месеци, значи вкупно 18 месеци да бидат вработени. Освен тоа, доделивме договори и за мерката кредитирање на мали и средни субјекти, кои добиват за секој вработување на невработени лица 3000 евра, за да можат невработени лица да задржат на работа 1 година. Имавме и меркава практиканство, кои фирмиве ги земат невработни лица као практиканти во рок од 3 месеци, за да можат да имат некој работно искуство, за да можат полесно да се снаоѓат на пазар на трудот. На потпишувањето на договорите во Центарот во Гостивар присуствуваше и заменик директорот на Агенцијата за вработување, Абдул Самет Шабани. Тој потенцираше дека после изборите ќе продолжат со објавување нови огласи за субвенционирано вработување. Бидејќи во месец април нема да имаме објава на оглас заради изборите, но се надеваме дека ние ќе продолжиме со нашава работа, каде што во месец мај се предвидува да ги објавиме и двете мерки кои што си имат голем интерес од страна на невработените лица, тоест двете мерки, тоа е кредитирање и самовработување, значи за неповратниот грант. Но исто така ние ќе продолжиме и со другите активности, односно мерки, бидејќи мора во целост да го спроведуваме оперативниот план за 2014 година. На ниво на Македонија, мерките за субвенционирано вработување и самовработување ги користат околу 1000 лица.